Помина 3 недели, можеби повеќе, од кога бев во мојот нов стан. Се сеќавате, тогаш ви снимав како ставам прозорец, меѓутоа не успеав, прозорецот беше голем. Џамот е преширок. Па еве сега најдов нов прозорец, малку помал, се надевам дека ќе успеам да го ставам. За жал го запустив овој мој нов стан, не можам толку често да одам, меѓутоа сега одам, па решив да ви снимам, да си поминеме уште еден ден заедно и конечно мислам дека ќе завршиме работа, ќе поставиме прозор и веќе ќе имам една соба оспособена за живот по мојот нов стан. Ако не успеам и сега, ќе ви снимам и трето видео. Тоа е тоа. Ајде одиме на кај новиот стан. Најубав дел од прошетките ми се овие одмори. Звучи смешно, меѓутоа најубав дел од прошетка одмор затоа што имам среќата да одмарам на овакви места. Малку е водата матна затоа што врнеше, меѓутоа сепак е прекрасна. Ајде одиме, продолжуваме понатаму. Доста е одмор. Си стасам дома во новиот стан. Значи, прозорот преживеа, успеав да го донесам. Малце побавно одев, подолго, часипол одев, меѓутоа го донесов прозорот. Сега да видиме дали ќе пасува. Вака некако ќе го ставам прозорот, значи пасува, ми летна прашина, многу ветер дуva денеска, меѓутоа тоа е пролет, ветерот ги се семињата, за да може ние да уживаме во убавина. Затоа дуva ветер, се расејуваат семињата и ајде сега да го местиме прозорот. Прозорот ќе го местам со кал, односно ќе си го измачкам, за да има убава изолација. Ајде да најдеме кал, вода си донесов и да мачкаме. Така да одмориме малку. Прозорот го наместив, како така се треба да оставам да се исуши, да го исчистам и тоа е тоа.
И како што Стивен Джексон има направено трилогија Господар на прстените, така јас правам трилогија со мојот прозорец. Ова е второ видео каде што пробувам да го наместам прозорецот и конечно успеав. Ќе има и трето сигурно. Значи, како Господар на прстените, јас правам таква трилогија со местење на прозори. Тоа е тоа, значи моите услови се тие. Полека ми оди средувањето на ова пештерче. Меѓутоа напредува. Јас сум задоволен, секако работам кога имам време и ми е многу далеку, многу изолирана. Се качуваш по карпи, треба се да носиш на раце и знаете нели како оди тоа. Сум знаете. Предпоставувате. И тоа е тоа, околу живеалиштето, многу луѓе викаат леле пештера, леле живееш во земјена куќа. Меѓутоа, ќе ви кажам сега за живеалиштата каде што живеете мнозинството. Тоа се тие станеви. Сте приметили ли дека ако бидете во некоја просторија и некој се кара, моментално се менува енергијата и колку и да сте расположени, вие се осеќате неубаво. Епа сега замислете, вие живеете во стан и некој под вас или до вас се кара, како тоа ќе делува на вас. Така да често кога сте нерасположени, кога сте изморени, да знаете дека тоа може би и од вашата непосредна околина каде што живеете, а тоа се тие тесни простори или таа блискост на луѓе кои што се непознати едни со други. Значи, ведели зид кој што нема никаква изолација, верувајте. И нормално е таа енергија да продира низ тие зидови и доколку некој до вас е мрчатор, нерасположен и вие ќе станете такви со текот на времето. Доколку имате од 3 страни па такви, одма ќе се претопите. Значи станевите се направени за претопување на луѓето, затоа што нашите енергетски полиња се мешаат. Тоа е, така сме направени и често примаме енергија на луѓето околу нас, па јас затоа ги предпочитам овие живеалишта, така и ова пештера што си ја средувам. Мислам дека ќе се осеќам убаво тука и веќе се осеќам кога доаѓам. Затоа што моето расположение зависи само од мене, а не зависи од околината, додека во тие бетонски објекти зависи од вашата околина, затоа колку и да сте расположени, џаве вие се, треба да влијаете на расположението на сите околу вас, за и вие да се осеќате убаво. А тоа е проклето тешко. Проклето тешко е ти сам да се направиш да бидеш расположен во ова време, не па на други да влиеш. Тоа е моето размислување за живеалиштата и затоа ги предпочитам овој вид на живеалиште и токму затоа и си правам живеалиште на изолирано место, така да моите проекти траат и мислам дека ќе траат до крајот на животот. Ако за еден прозорец местам 1 месец, може да замислите кога ќе ја завршам. Се зафркавам, да имам малце повеќе време ќе се посветам, затоа што ова ми е омиленото живеалиште. И би сакал да го средам ова, тоа ми е идејата со оваа пештера. Значи го затварам само овој влез, друго не чепкам во неа, нека се биде таква каква што си е. Иначе следете ми понатаму, трилогијата на местење на прозор во пештерата продолжува. Ќе има и наредно видео. Тоа е тоа. Ви благодарам што бевте со мене и во ова видео, што го изгледавте. Се надевам ви се допадна. Претплатете се луѓе, станете членови, поддржете го Сонцогор. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.